Итен протокол за работа од здравствените власти е потребен за матичните лекари и болницата во Кочани. 26 матични лекари, дел од нив и лично погодени од трагедијата, треба да се грижат за 31.600 жители во општината. Исто и со кадарот во болницата и најистореното деление итната медицинска помош, кој е десеткуван поради загуба и трауми. Матичните лекари уште во првите часови на пожарот во дискотеката Пулс се одзвале на колегите во болницата. Потоа направиле список и 2 тима од лекари и сестра дежураат по 4 часа во брзата помош, но истовремено ги запазуваат 8-часовните смени во матичните амбуланти. Освен да се издржи прековремената работа, предизвик ќе биде и енормниот број на боледувања кои ќе се издаваат и ќе треба да се правдаат пред надлежните, вели докторката Лилија Чолакова-Дервишова, председателка на Сдруженијето на приватни матични лекари. Ги давам по денеска до ортопед. Ноќни болки има, нека го снимаат, сваќаш. Мицата бета-серка се земеш. Ти бета-серка. Да се смири. Проблем со кој што ќе се соочат моите матични доктори е да не може некој да го запази тој критериум до 7 дена, нели, да можеме да дадеме боловање без ништо, над 7 веќе треба крвни слики, анализи, треба над 15-тиот ден мора на комисија некој да однесе документ, па комисијата да одлучува. Така да мислам дека кога цели семејства се преселени, матичните се плашат дека нема да можат да го одржат и да го испочитуваат тој критериум и се надевам дека фондот тука на сите тие колеги не се само бидејќи не се само пациенти нели од Кочани, има и од другите градчиња и од Скопје и од сегде има луѓе кои што биле на тој настан. Така да се надевам дека фондот ќе најде нели разбирање, ќе најде секогаш нели во вакви ситуации излегувале нели во пресрети, наоѓале бајпас, едноставно премостување на ваквиот проблем. Колегите без оглед дали на примарно или на секундарно ниво се прегорени, а допрва ќе има наплив на пациенти. Ние можеме сегде да помогнеме. Матичните со огромно искуство можат и секундарци во болница да бидат. На интерни оделенија, на детски оделенија, затоа што ние третираме и деца и возрастни. Можеме да помогнеме и во брза помош, но нема обратно кој да ја сработи нашата работа, да ги прими порачките за хронична терапија, да ги упати пациентите на лекарска комисија, да ги издаде боловањата кои што им требаат, конфирмите, тука да ги стретира пациентите наши кои што имаат потреба од нас. И затоа велам матичните во вакви ситуации мора да добијат нели дозвола од фондот, дозвола од министерство, да се промени работното време, да се промени нели да се скрати и дозвола да се даде доктор, бидејќи е забрането со туѓ факсимил да одите да работите во друга здравствена. Затоа велам се треба да е легално, бидејќи може да се случат смртни случаи и секој доктор треба да биде заштитен во ваква ситуација. Матичните лекари безрезервно ја даваат својата поддршка и се веќе прегорени од прифаќањето на повредените и починатите, а потоа и од масовното погребување. Бараат од надлежните посебна стратегија за оваа состојба. Има некои болки што се навистина неиздржливи или тешко издржливи. Тина Васков, клинички невропсихолог, со 3-децениско работно искуство, укажува дека освен на семејствата на настраданите, на повредените, ќе треба да им се помогне и на здравствените работници. Иако се професионалци, тие се луѓе. За смртта на возачот од итната медицинска помош, вели сцените што ги гледал, го скршиле. Јас што од одредена временска дистанца слушам од моите клиенти. Слушам за мирисите што ги доживувале, слушам за телата јагленисани што ги гледале, слушам кој како се спасил, сведоштва од викање, од пискотници. Тоа едноставно влијае врз стручните лица, врз медицинскиот персонал. За нив треба исто така посебна форма на грижа за нивното ментално здравје. Знаете како најлесно е да се каже ама ја одбрале таа професија. Да, сме ја одбрале, ние не бегаме од професијата. Тој човек ја одбрал таа професија, чесно ја работа. Меѓутоа треба да им се помогне на овие луѓе да можат да издржат.
Ние што сме психолози, верувам и моите колеги, добар дел од нас имаме своји психолози, па во ситуации кога сме преплавени, свесни сме, имаме увид и си бараме поддршка од нашите колеги. Но не сум сигурна дека тоа го прави една медицинска сестра или анестезиологот или сите оние што се изложени на извонредно травматични сцени. Сме имали и други несреќи, но никогаш вака концентриран удар на едно место. Кога и да чепнете, тоа боли како жива рана. А жива рана оставија 59 загинати млади, над 200 повредени, кои во саботата на 15 март решиле да излезат со своите другари, да се забавуваат, да се радуваат на животот. Се до кобниот момент, 2,5 часа по полноќ, кога се запалил покривот на дискотеката Пулс во Кочани. И огнот ги уби и повреди децата. И на моментот го запре пулсирањето на една цела држава.